Последните статистики на Државниот завод за статистика покажуваат алармантни податоци за бројот на бракови и разводи во Македонија во последното тримесечје за оваа година. Имено бројот на бракови се намалил за 20,8% во споредба со минатата година, додека бројот на разводи пораснал за 27%. Со ова се добива впечаток дека во последно време браковите никогаш потешко не се склопувале, но никогаш полесно не се распаѓале. Не е еден фактор кој што влие на поголемиот број на разводи во нашата држава, во Македонија. Од каде да почнеме? Најверојатно прво да видиме зошто е евидентиран помал број на бракови. Најверојатно дека големо влијание има тоа што голем дел од младите луѓе се оцелуваат. Имаме навистина голем број на оцелување на млади луѓе од Македонија. Тоа е една работа. Втора работа, ако во минатото адолесценцијата почнувала многу порано и завршувала порано, бидејќи луѓето се самостојувале многу брзо, веднаш непосредно по завршување, да речеме, на средно образование и имале релативно стабилна работа. Тоа не е случај во контекстот во кој што денеска живееме. Се повеќе млади го продолжуваат своето образование, своите студии и така натаму, односно го пролонгираат на некој начин процесот на осамостојување. Тоа секако влијае на својата лична прво самодоверба, а понекогаш и на одлуката да се влезе во брак, да се биде самостоен и нели со самото тоа да се тргнеме од домот на родителите. Бидејќи тоа е сега еден од главните начини на облици на функционирање во заедништвото. Немаме веќе трансгенерацијско живење, односно живење со повеќе генерации понекаде има, меѓутоа тенденцијата е се повеќе младите кажуваат дека сакаат да живеат самостојно. Затоа е важна и онаа финансиска компонента. Во однос на разводите, бидејќи прашавте, знаете како, повторно е повеќе факторијално, имаме се повеќе луѓе кои што не успеваат да остварат значајна и да ја одржат таа значајна блискост на различни начини. Пред се гледаме сите во своите телефони, престанавме да гледаме во своите едни во други, така да дефинитивно тие работи влијаат, особено бидејќи имаме тенденција да споредуваме на тој начин, да речеме можеби има уште нешто подобро, можеби има уште нешто повеќе, вака е на социјалните мрежи, сакам да биде вака и некако таа реалистична слика се губи. Имаме се повеќе високи барања во бракот, многу високи. За да може еден брак да функционира како што треба, е потребна меѓусебна комуникација и разбирање, постојано споделување и изнаоѓање решенија за секој можен проблем. Се чини дека таа нетрпеливост или нетолеранција во бракот не се однесува и само на бракот, туку се однесува генерално на сеопштото функционирање на една личност. Имаме, можете секаде околу вас да се завртите и да видите милион примери каде имаме нетрпение. Погледнете собраке, веднаш свириме, немаме трпение една секунда да почекаме. Не знам, порачуваме храна, се нервираме зашто им треба 3 минути, 2 минути, 5 минути, 10 минути да стигне. Така и во бракот, многу често го гледаме нетрпението или потреба да едниот биде оној кој што ќе биде слушнат. Забораваме дека уствари Бог ни дал 2 уши и 1 уста за помалку да зборуваме, повеќе да слушаме, односно да можеме да го видиме и слушнеме и партнерот. Затоа што оваа симбиоза, оваа врска е нешто кое што е многу значајно и кое што е многу свето. Тоа е основата на едно семејство. Некогаш браковите се склопувале порано и ретко кога истите се распаѓале. Тие биле израз на пријателство, трпение и соживот. А покрај тоа што брачните партнери се грижат да не нарушат хармонијата. Бракот во голема мера ги минува од нивните карактери. Иако помлади стапувале во брак, постарите граѓани велат дека бракот ги научил на одговорност, домакинско работење и создавање иднина за идните поколенија. Бракот, ја ќе ви кажам, јас сум 41 година со супругата во брак. Ние знаеме што е, како се формирало семејство и брачна заедница и се друго. Денеска они не знаат што е брак. А училиштето и семејството не може да ги научат затоа што семејните обврски се преголеми за да се стекнат пари и обезбеди живот за децата, немаат време да ги видат децата и да им кажат што е што. Тоа е. Љубовта денеска се купува со пари. Многу порано се стапувало и мишли било подобро тоа. На што ги учи бракот младите? Зошто советувате колку порано толку подобро да стапат во брак? Да биде домаќин, да се дома, да се води сметка,
Пари колку ќе земи, колку дома ќе остане, затоа е подобро во брак него сам да седи. Кога порано се стапувало во брак? Ја, например, на 26-7 години, а сега 30 и кусор. 34-5 сигурно. Прво, финансискиот проблем е најважен. Ништо друго. Стамбено прашање нерешено, тоа. Зошто сметате дека треба да стапат во брак? Колку порано, на што бракот ги учи младите? А прво, например, они ќе направат компактност во самото живење и одговорност према дечињата. Колку помлади, толку поише ќе создаваат напредок, а не овака старци па ги нервира све. Придобивките од животот во заедница не се добри само за брачните партнери, туку и за целото општество во целина, преку поделба на одговорности, поддршка и заеднички вредности. Брачните заедници го зајакнуваат социјалниот капитал и создаваат поддржливи заедници. На овој начин бракот не е само лична одлука, туку важен столб во градењето на здраво и стабилно општество.